Вторник, 18 ноември, кратки вести во 12 часот. Последните врнежи од дожд во регионот на Охрид сепак не ја подобрија многу хидролошката состојба на Охридското езеро. Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, езерото е на кота од 693,21 метар надморска височина, односно на 8 сантиметри под просекот за ноември и на само 11 над минимално дозволената. И додека во минатото имаше случаи кога беше надмината и максималната кота од 693,75 метри надморска височина, сега повторно состојбата е алармантна. Трае подолг период и пред се должи на долгиот сушен период. Состојбата со Преспанското езеро, отвореноста на портите кај истекот на езерото во реката Црндрим и други фактори. Со освоени 392 гласови, младиот охриѓанец Дамјан Николовски со својата иновативна идеја Fixit МК не успеа да се најде меѓу 20 најдобри средношколски тимови во Македонија, што продолжуваат во полуфиналето на престижниот надпревар Средношколец милионер. Идејата Fixit МК е замислена како дигитална платформа која им помага на граѓаните полесно да најдат мајстор, сервис или техничка поддршка кога нешто ќе се расипе во домот. Да се надеваме дека сепак Дамјан во иднина ќе успее да го развие својот бренд во одржлива бизнис идеја. Младите ракометарки Маја Ашталковска, Калина Симоновска, Есра Грузи и Матеја Димитровска, членки на женскиот ракометен клуб Струга, се најдоа на поширокиот список на селекторот на женската пионерска репрезентација за подготовки за предстојната ЕХФ недела. Репрезентативките во клубот работат под водство на тренерите Владимир Пановски и Теодора Гулицовска. Ова за младите ракометарки се почетни подготовки за квалификацијските циклуси во 2026 година. Времето денес претежно облачно со повремени локални врнежи од дожд. Дува слаб до умерен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 16 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.